Gilboa, со број 4 е Дешон Симс, со број 5 е Нимрод Тишман, Бар Реувен со број 6, Джоаким Шучман со број 7, Амит Симхон со број 8, Ентони Јангер е број 9, Ричард Джексон, 11 за кошаркари во Галеј број 10, Антон Шутвин со број 11, Стујан Даглас 12, Мар Маур со број 13 и Драго Пасалич прватот со број 16, почеток на прва игра Пасалич против Куманово, исто тако и споменат Ричард Джексон, последен поредниците на овој игралски состав, тренер на тимот на Галео Гилбоа, Елиор Рудин додека на кој на Маријан Срединовски, суди на преварат се Владимир Цеков, Јоргос Порсамидис и Венцислав Велков, Камен Тошев е буквалните делегат на оваа средба. Значи, полека се приближуваме и до последните 3 минути пред почетокот на овој натпревар, кој што можеме цело живо да го представиме на Спорт Медија ТВ. Да слушаме официјалниот спикер при најавата за играч. Официјална најава на официјалниот спикер на преварата, можеме полека да го представиме тоа што го споменавме и претходно. Значи досега во Балканската лига, па 4 играјќи на превари за тимот на Галео, најефикасен кошаркар е Ричард Джексон со 14,5 поени по надпревар, со 5,5 скокови по надпревар, и тој ќе биде главниот фокус на кошаркарите на Кожов да се сопре во играта во одбрана. Инаку најпрецизен играч е Дешон Симс со 16 поени во просек, меѓутоа Симс игра 2 средби до сега за составот на Галео. Со двоцифрен број на реализирани поени во просек се уште Джералд Робинсон и Стујарт Даглас. Што се однесува до составот на Кожов, знаеме дека тимската игра е главна предност на тимот на Маријан Срединовски сезонава, додека одличен прв дел од сезоната имаше Миладин Бековиќ, кој што особено се истакна со 18,8 поени на ефикасност во просек, е најефикасниот кошаркар на Кожов, каде што ова повеќе кошаркари се горе-доле изедначени, дури петми на играчи имаат двоцифрен број на поени во просек. Тоа се Димитар Караджовски со 11, Игор Мијоловиќ со 11,6, Слободан Божевиќ 13, Остин Дифол со 13,4 и Пековиќ со 13,8, што е предност за составот на Маријан Срединовски во поглед дека во случај на еден од нив да не води, секогаш има кој игрок да повлече и да ја превземе одговорноста, секако да ја повлече мотивацијата и инспирацијата на екипата. 4 надпревари, 2 победи, 2 порази за Галео, и тоа 2 порази поредом, како на првите 2 средби славеше на гости против Теодо со 96-75, а потоа и против Стигал Приштина во дербито со 71-66, пораз дома на Галео Гилбоа од 82-73 од составот на Левски. Тоа се случи на 20 ноември, а пред 2 дена, односно 26 ноември, пораз на Галео и од Куманово во Куманово со 99-92. Што се однесува од тимот на Кожов, победа на првиот надпревар против Беџи. Тука на овој терен, исто така имате може да се на преварот на Спорт Медија ТВ, 84-79, Левски против Кожов 71-84, исклучително важна победа на гости за избраниците на Маријан Срединовски во првото коло. И потоа следуваше онаа која што споменав кратка незгодна серија со резултати како во или така во домашното првенство.
poraz na Kožev od Balkan doma 88-79, međutim vednaš po to oporavljanje još jedna pobjeda na domaćem teren protiv Sostavot na kraju ova 84-78. Povodi na posljednija nadprevar igra na 19. novembri Votivan Segovašnja nezgodnije teren na Timos Mateovom 80-74. Ete, kratok pregled na dosegашните постигнувања, значи Кожев заедно со Куманово и со составот на Стига Приштина го дели првото место на табелата со по 4 победи и 1 пораз, доколку победи тука евентуално Кожев ќе се истакне сам на врвот како што и беше до пред ова коло. Првата топка за составот на Галео Гилбоа. Стартери за двете екипи во составот на Кожев се Дуфол, Сенов, Божевич, Пекович и Мијајлович. На другата страна Симс, Тишман, Јангер, Джексон и Даглас. Поголем број американци во составот на Галео Гилбоа, кој што секако дека се од големо значење за одбор за квалитетни играчи кои што можат многу да им помогнат на оваа екипа. Сега прво промашување на Ричард Джексон под кошот. Припаѓаат играчите на Кожев, па Мијајлович се видува да врати. Мијајлович за тројка, непрецизен. Припаѓаат игралците во одбрана. Ова е Сим сега. Тој во овој за 3 неуспева, но офанзивен скок и тој неуспешен. Едното промашување на почетокот. Станува збор за исклучително силно атлетски подготвена екипа. Зборува тука за Галео Гилбоа. Можеме да гледаме надпревар со многу трчење, со многу контакти, со многу дуел. Прито Кожев исто така важи за екипа која што негува брза кошерка, па од таа гледна точка можеме да очекуваме еден изедначен и интересен дуел. Ова беше промашување на Игор Пенов. Повторно поседа од тимот на Галео Гилбоа. 1 минута и некои 15 на секунди од првото полувреме, се уште без поени на ниту една од двете страни. Ова е Нимрод Тишман, кошаркар со квалитетен шут за величина. Ова е чекори при тргнување. Нова грешка на кошаркарите на Галео. Јангер беше тоа. А сега Кожев во нов напад. Убаво давање под кош за Слободан Божович. Божович добро се поведува и реализира Слободан Божович за први поедин на преварот. 26 април во Вилија, како и обично, како што навикнавме да гледаме, полна. Рече си до последното место. Постојано се тука навивачите на Кожев гледале одршката за своите кошаркари. Ова беше обид на Стојан Даглас, кој што не заврши во кошот. Сега контра, обид за контра на Кожев, заврши на тарга од Игор Пенов, меѓутоа немало прекршок. Уште една загубена топка на Галео. Конфузно велуваат вестинските кошаркари на почетокот. Чекори прави 8 Дуфол. 3 на 1 контра решава Пекович, Божевич и Дуфол. Мајците тренер имаат зашто да бидат незадоволни од почетокот на првиот. Сега многу конфузно со многу грешки. Едните другите треба да бидат среќни што противникот за сега се нема одлепен. Продолжува Галео во напад. Резултатот е 2-0. Води Кожев. Ево вид на Джексон од табла, непрецизен. Се извинам, тоа беше Дешон Симс. И натаму голем број на непрецизни шутови, покрај тоа што прифатија веќе 3 опазивни скокови кошаркарите на Галео. Голем број на непрецизни шутови се уште се без реализација. Дуфол. Сега Пенов, оди Пенов, оди за одавање до Божевич, е успешно, но останува Кожев во напад, уште 6 секунди, мора Божевич оди на кош и успеа да изведи прекршок од Ричард Джексон. Има и пресловото фрлања на Вочекор беше Слободан Божевич, упатен кон кошот, не е можност од линијата за пенали Кожев да јас големи предности. Напад е прецизен Слободан Божевич, важи за еден од подобрите изведувачи на слободни фрлања, важи воопшто за кошаркар кој што има квалитетен шут, знае да погоди и од далечи на покрај тоа што е постојана закана за противничкиот кош од
reketa. Anthony Younger сега се подкатава нов напад за Галев, да видиме дали ќе има и првата реализација. Джексон, двајца кошаркари покрај него, вади надвор до Симс. Обид за два, повторно нема поеди, повторно пазио скок и останува во нападот. Галу Јангер избори за оваа топка по премашувањето на Нимрод Тишман. Веќе четврти офанзивен скок за Галу во почетокот на оваа средба, за само 3 минути, практично во секој напад има барем по еден офанзивен скок, но и ново промашување. Ентони Јангер ја продолжува лошата шутовска серија на Галев, но подобри водеше шутот пред Владена во дуелот со Куманово. Практично има одличен шутерски ден кошаркарите на Галев. Му се довречи до далечности не и до предност во втората четвртина на преората. Сега промашување на Игор Мијајловиќ. Да, се пак ја закачил топката Јангер, пак ја има продолжување на нападот на Галев, значи ова било нешто како блокада на Јангер. Уште 9 секунди за нападот на Кожув. Мијајловиќ, Тишман го чува. Дуфол, Мијајловиќ, уште 3 секунди, мора да се шутира. Еве Гостин Дуфол за 3, нема тројка и прифаќа дефанзивен скок израелскиот тим. Тишман во контра за фаул. Добар фаул на Игор Мијајловиќ, да ја прекине оваа контрина која на Джексон и Симс сами под противничкиот обрач. 4:0, 4 минути без поени за Галев Билбоа. Едно сценарио кое што нема да бидеме сигурно во можност уште многу да го гледаме. Едноставно збор одличен на реализаторски состав. Ево Джексон Голвик кој успева прифаќа Симс, уште еден офанзивен скок, петти. Едноставно збор одлична атлетска екипа која што доста трча, доста скока, доста напорно работи во своите напади. Сега за сега Кожув ги држи без реализација, меѓутоа еве така и во оваа ситуација по грешка на Джексон. Повторната стапна припаѓа на Кожув, меѓутоа Маријан Срдиновски треба да размислува дека ако пати шутот во продолжување Кожув има големи проблеми, тоа што реализацијата не оди. Единственото нешто што го држува Кожув во предност. Бековиќ, Мијајловиќ, води Мијајловиќ, во одбрана покрај него Симс. Бековиќ не се решава да бие, враќа до Игор Мијајловиќ, чека топка под кош Дуфол, не ја добива Игор Мијајловиќ во обид од табла, нема. Нов напад за Галев, само 4 поени, измина 4,5 минути од надпреварот. Протек Галев, Джексон за 2, уште еднаш промашува. Добар во одбрана, ова ситуација од Дуфол, доволно направи да го попречи на Джексон, а сега одлично игра комбинација на Мијајловиќ со Божовиќ. 6:0 во за Кожув, кој што не го дава својот гол до овој момент. Видиме дека овој ќе трае тоа. Тишман. Ева можност за Галев, има фаул. Го прави Пенов, брз Симс, доста простор се отвори за Дешон Симс. Ева најдобриот прелет на екипата на Галев до овој момент. Друго од 11 има Галев од поле. До сега на надпреварот. Ова од 2 за 3 поедни. И ево конечно првиот поч за Вестинскиот тим. Има тамо. Нема кој што играва, слободно. Дешон Симс, два пати на идентичен начин, намалува на 6:2. Мијајловиќ во нов напад покрај него Тишман. Повторно Мијајловиќ, добра одбрана игра за сега тимот на Галев, меѓутоа Остин Дуфол си направи простор, секре на шут и успева да поводи Дуфол, 8:2. Едноставни акции последните пар на Кожув. На почетокот имаа мал проблем со организацијата. Мора да го трошат до крај времето за напад. Сега
за 3 поени на Тишман, непрецизен, меѓутоа има нов офанзивен скок, но нема реализација. Драго Пасалич е тоа кој што влезе во игра со број 15 во меѓувреме. Сепак сега нова загубена топка на тимот на Кожук. Пасалич има додавање до Симс под кош, Симс промашува. Димитар Караджовски, и тој влезе за време на она пауза во века Симс добиваше слободни фрлања. Нема фаул во Слободан Божевич, загубена топка, можност за тимот на Галил. Дешон Симсови до крај промашува, меѓутоа од втора реализира Симпон. Промашува Миледин Пекович, но брзо се одвиваат акциите, меѓутоа не е моди со реализацијата нито на едното нито на другите. Симпон вече уловена капитен на екипата на Галил на овој натправ, тој го влада на плеймейкер по изгледувањето од игра на Милот Тишман. Сега нова загубена топка, непрецизно одавање до Пасалич. Нови измени на двете страни. Владимир Филипович го забележуват е влезен во игра, влезен и Александар Штериов во составот на Кожук. Значи сега Караджовски, Дејавович, Филипович, Штериов и Духов. Нешто по-ниска петорка, Божевич на клупа. Караджовски го за 3. Машува Димитар Караджовски. Владимир Филипович не играше на напредува како вработнички поради реков бројот на странски кошаркари, меѓутоа важи за еден од по-добрите председ дефанзивци, кошаркари во одбрана, кој видат голема помош во составот на Галил. Ново промашување 8-4 и натаму уште 2 минути и 40 секунди во време, многу малку прекини, многу малку паузи и многу малку поени. Туфот одлично се слободува, меѓутоа добар во одбрана Пасалич. А сега појдат за контра напад, Симпон паузиран. Нека ќе го прави овој скуп гол. Готова волба на кошаркарите на Кожук, ова беше практично единствениот начин да се спречи лесна реализација на израелците. Ево Златко Коцевски во игра. На местото на Остин Духов, само Игор Мијајлович, единствениот кој и натаму ево игра од самиот почеток на натпревар. Караджовски во нова можност за Кожук, легува во последните 2 минути од првата четвртина. Со топка е Штериов како да направи чекори. Да, не ја очекуваше помошта на Симпон за Пасалич, откако беше удвоен. Имаше еден ситен чекор надвор од дозволеното, па топката му припаѓа на тимот на Галил. Уште неколку кошаркари се загреваат моментално покрај клупата на Галил, значи се подготвуваат нови измени, во меѓувреме Симс за 2. Натаму трае слабата шидарска серија на двете страни, сега Филипович. Ново невнимание, нов пад на концентрацијата. Нова загубена топка при ова додавање на Филипович до Димитар Караджовски. Забележавте која беше реакцијата на Маријан Србиновски, деконцентрирани, така изгледаат кошаркарите и на едната и на другата страна од почетокот на средбата. Овој на Галилево ја враќаат из кругата, ако можем така да ја наречем. Ова додавање за Пасалич беше неуспешно. Игра Шутвин во составот на Галил, сега прави топка Симпон. Видиме да имаше Пасалич за момент. Сезирам Дагла за момент сам,
не додаде, еве го сега Пасалич со топка, не успева и го напад. Останува Галеу по офанзивниот скок на Амит Симпон. Ево го Симпон, Раджевски потнекај. Како Симпон ќе се обиде за 3 поени, Амит Симпон со прва тројка на преварот, 7 поен за составот на Галеу, 8-7 е резултатот во овој момент, инаку сме веќе влезани и во последната минута од првата четвртина, која што ќе ја пометиме што гол инаку не по-добро. Само 15 поени купно до сега во целата четвртина. Караджовски може за 3 да врати Караджовски. Промаши на тројка и пред малку, ова втора негова промашивата и тој да последва напад за Галеу во четвртината. Нема поени, прифаќа Игор Мијајлович тргнува во против напад. Филиповиќ па Караджовски ќе да троши времето до крај, 2 секунди. Не цели, 1,5 секунда разлика помеѓу двата семафори, така што ќе може практично Кожув да држи топката и до крајот на четвртината. Убаво додавање на времено на Мијајловиќ до штириот кој што беше под кош реализира со дополнително слободно првање. Кожув отиде над 2 цифри, 10 поени. До овој момент на преварот, водство 10-7. Това беше на повеќе втора лична грешка за Ентони Јангец. Можност зашто е да заврши нападот со 3 поени, практично да врати на она што го направи Амит Симпон на спротивната страна. Не навлегува во игра во овие последни 3,2 секунди до крај. Видиме дали има време да се бие, така да не го забележаа времето за напад Даглас и Симпон, кој што го предводеа овој напад, значи имаш само 3 секунди. Како да е, многу малку поени, многу брза четвртина. Не цели 15 минути вкупно траеше оваа прва четвртина. Се на многу кратко време, во секој случај Кожув води со 11-7, 2 од 22 од поле шутира Галеу денеска. Катастрофален шут, тоа се 9%. Не е кој знае колку подобар Кожув, има 4 од 15, од кои има 0 од 7 за тројка. 2 пати промаши Караджовски, 2 пати промаши Мијајловиќ, 2 пати промаши Пековиќ, еднаш промаши и Остин Дуфол. Поради големиот број промашувања и голем број на скокови на двете страни, дури 13 веќе по само една четвртина за тимот на Кожув, 10 има Галеу Гилбоа, со тоа што Галеу нешто подобар од противничкиот кој што се однесува до оние офанзивни скокови, веќе 7 загубени топки за играчите на Кожув по само една четвртина. Наистина една невообичаена четвртина која што сигурно дека нема да не каже ништо во поглед на конечниот резултат или на разводката по продолженијето на преварот, меѓутоа која што навестува дека допрво екипите ќе ги видиме во своето најдобро светло, дека ова е практично само загревање за она што го имаат како најсилно оружје Кожув и Галеу Гилбоа. Димитар Мираковски во игра во тимот на Кожув за прв пат денеска е со почетокот на втората четвртина, комплетно различна петорка за тимот на Галеу во однос на она стартната. Единствено Дагласа на теренот со број 12, Мираковски. Мираковски додавање под кој за Златко Гоцевски, и отекаше брз Златко Гоцевски. Го прави Амит Симпон, кој што остана таму на многу повисокиот од него Златко Гоцевски. Понов напад од Димитар Мираковски. Даглас покрај него Мираковски, тој во обица 3-2 промашува. 0 од 8. Ево за Кожув денес. Даглас.
Вади топка надвор, па сега Пацалич. Фаул во нападу досега во оваа ситуација. Пацалич при обидот да направи блок. Нова можност за тимот на Кожук. Раджевски, Мираковски, Филипович, на Мираковски. На блокот Александар Штериов, Мираковски влегува до Караджовски, 9 шут за 3, 9-тиот непрецизен, пред на Димитар Мираковски денеска. Ново грешно давање на играчите на Гале, ова е вратена топка на собствената половина, наистина огромен број на грешки. Сега двете екипи си замачуваат според бројот на грешки, по 7 грешки на двете страни. До овој момент на преварот. Кожук реков 0 од 9 за тројка до овој момент. И нов овој, и нов непрецизен. 0 од 10, толку што добро шутиране на преварот е против Работнички. Ето како видиме, толку слабо вишува. Денеска и ги искала ваши за Галеу, кој што добро шутираше на преварот Куманово во вторникот. Сега намалување на 11:9. Мираковски. Ато Мираковски па Караджовски. Марија Срвиновски со реакција по оваа загубена топка за Кожук број 8. Пауза може да продолжи на преварот, иако малку поедни оваа втора четвртина. За сега само 2. По првите 2 минути игра, сепак се нешто повеќе пречиво се игра во овој втор период на преварот. Со топката е Даглас. Од кој Джексон па вади надвор, можност беше ова за бар Маор, кој што иската лего во игра во меѓувреме. Токму за време на оваа пауза од пред малку. Слободан Божович, на клупа оди Александар Штериов, 3 поеми за Штериов до сега, он е пал кош. Најде топка сега Димитар Караджовски, прекршо, за да се спречи обидот за контра на Караджовски. Даглас треба да имаше армонот што го направи. Овој пал не е, созвинувам, тоа сепак е Антон Шутвин. Така да кажа, тргнало напад на седмица минутите крајот на првото полувреме. Караджовски. Мираковски па Караджовски. Отвора Димитар Мираковски. Не се решава да бие Караджовски. Не се мисли е, а конечно првата тројка за Кожук во 11-тиот шут денеска. Димитар Караджовски е свој четврти првпат успева да реализира се убаво додавање под кош за Ричард Джексон, кој што ги бележи своите први поени денеска. Почетите промашување во првата четвртина враќа со 2 поени. Тега Гоцевски се добива за 3. 4 од 4 шутираше за тројка. Златко Гоцевски против Работнички, голам еден од носителите на победата на неговата екипа. Успеа Слободан Божович да се избори за офанзивен скор. Караджовски, дали ќе поводи уште една тема. Божович не успеа да прифати топката, а во контранапад оди Галеу. Ова е прекршок врз Стујар Даглас. Топка отстрана за Кожук, само втор фаул во оваа втора четвртина. Ја излегува од игра Антон Шутвин. На негово место се враќа Дешон Симс во тимот на Галеу.
Симпон. Ето еден од највпечатливите за сега во тимот на Галу. Еден од подобрите играчи во одбрана. Сега обид на Джексон. Добро се постави Слободан Божович во рететот. Доволно за да му попречи на Джексон да реализира втор напад поред Мираков. 3 разликата, поставено тука некаде од 3 до 5 поени. Прези разликата секако во корист на Кожук. Гоцевски Нохови за 3. Златко Гоцевски. Втора тројка на преварот за кошаркарите на Кожук. Трета воопшто на средбата. Една погоди Амит Симхон за тимот на Галу, а сега наспроти друга страна брзо реагира Дешон Симс. Замалува на 17 спрема 13. Мираковски. Караджовски. Ево сега додавањето за Гоцевски. Димитар Мираковски со влез под кош. Чиста позиција за Мираковски. Нема да пропусти Мираковски да погоди, тоа е сега еуфорично делува Кожук во овие моменти. Тоа е веќе онаа препознатлива игра на тимот на Маријан Зелиновски, која што игра во овие последни минута и пол две. Практично, кога не еден ќе му тргне, доволно влија и на останатите кошаркари секако позитивно да ги повлече мотивацијски. А во ситуација која ќе видиме Кожук како погодува шутеви далечино, тогаш многу тешко кој да е противникот да го сопре тоа. Димитар Мираковски кој што шутира две слободни фрлања. Ова е веќе втор фаул за Стојан Даглас, десно прекршоци за кошаркарите на Галу до овој момент. Само двајца кошаркарице што поделични грешки. Станува избор за Јангер и сега за Стојан Даглас. Димитар Мираковски не пропуштува да погоди двете своји слободни фрлања за зголемување на 7 разлика 22 спрема 15. Симс. Нечува Симс да задржи топката, Пековиќ се бори да му ја одземе, сепак не успева. Симпон, повторно Симс ке се обиде за 2 поени Симс. Прецизен Дешон Симс доснеше Златко Гоцевски да го блокира овој шут. Пековиќ, Божович. Пуста простор за Слободан Божович. Да, е пак по ситуација да се направи простор, овој пак е тешка ситуација со лева. Неуспешен. Симс, возможно за 3. Симс погодува тројка. Во серија поедува тимот на Галу. Маријан Срвиновски не сака да го дозволи тоа, веднаш бара тайм-аут. 22-21 прва серија поедни на составот на Кожук. Враќаат и гостинските кошаркари со неколку погодоци во низа. Оваа тројка на Дешон Симс, за него 9 веќе поедна на преварот. Намалува на само 2 разлика, тој има 9 поедни, покрај него 5 за Амит Симхон, по 2 постигнаа Джексон, Даглас и Маор. На другата страна од тимот на Кожук 6 поени за Слободан Божович, веќе со 7 скокови, 5 поени за Димитар Мираковски и по 3 поени имаат Александар Штериов, Златко Гоцевски и Димитар Караджовски. Маријан Срвиновски, да видиме
како тој ќе се образи на играта на неговите кошаркари. 3 минути 9 секунди до крајот на првото полувреме од надпреварот. 22:20 се поправи како и да е реализацијата оваа втора четвртина. Оние само 18 поени скупно во првата. Сега веќе 13:11 во втората четвртина. Златко Гоцевски во обид за 2. Успева Златко Гоцевски да погоди. Храбро. 24:20, 5 поен за Гоцевски по на тројка од предног. Тоа беше Джексон. А сега Бармаур, меѓутоа ја губи оваа топка и ова ќе биде неспортски прекршок на Бармаур, како веќе загуби топката, односно Димитар Мираковски успеа да ја украде и тргна само контра. Прекршок прави, Маур го повлече својот противник за спречување на контрата и сега Димитар Мираковски ќе добие слободни и ќе добие топка од страна. Тимот на Коржев, оди Маур на клупа. Заменен се на овие последни 3,5 минути до крајот на првото полувреме. Прецизен е Димитар Мираковски во првиот обид. 25:20. И 26:20 ова можност за Козлов по нападот во кој топката во игра ќе внесе Димитар Караджовски. Ето тој ќе организира нападот со тројца бекови Мираковски, Караджовски и Тековиќ составот на Козлов. Мираковски. Оди Мираковски беше добро затворен, меѓутоа успеа да извади до Димитар Караджовски, сега тој го виде два кратко. Но Мираковски успеа да се избори за нова пресечна топка, сега се мести за 3, Димитар Мираковски. Значаен момент, доколку се водеше Димитар Мираковски сериозно ќе подигнеше расположеноста на својата екипа. Сега да видат по финализација дали овие поени ќе важат или не. Не. Сепак повоќе и долу, значи ќе имат тесно во повторување. А Димитар Мираковски ќе ги на клупата за резервни кошаркари. Игор Мијајло уставна на паркет, добар Димитар Мираковски. Овие минути кој ќе игра во втората четвртина. Нешто повеќе од 7. Запади прецизен кошаркарот на Галу, се знам еднаш прецизен, за 26:23 намалување на 3 негатива, паулот на Симс. Не, имаше прекршок тука на Симс. Ето Комјаловиќ реши да тргне во дриблинг наместо удар за 3 поени, остана со раката на телото на Комјаловиќ Дешон Симс. Комјаловиќ во првиот обид. Затоа има во вториот, 27:23. Номер Тишман е назад во игра со број 5. Сега Симс во нов обид, фаулиран. Дешон Симс од Златко Гоцевски. Да види линијата за слободни фрлања. Симс. Жоаким Шучман за прв пат во игра денеска, со број 7 го забележувате во тимот на Галу. Промачување на Симс во вториот обид. Паулот треба да е токму од Шучман.
завршоци во втората четвртина. Гледаме доста ситуации кога кошаркарите на двете екипи изгубуваат слободни фрлања, уште 2:20 до крајот на првото полувреме. Предноста таму кај Кожув влага едноцифрена, меѓутоа успева Кожув сега да ја задржи. Една претиза во Златко Глосевски, идентично како и Симс. На другата страна, нова измена во редовите на Галу. Симфон излегува од игра на него вместо Ентони Јангер. Тишман сега. На Симс се вара Јангер, ево се топка, Джексон прави блок, останува сам за момент. Симс пробит за 3 преку Филиповиќ. Нема тројка, се бори Джексон и успева да одбие до Нимеров Тишман. Последни 2 минути од првото полувреме. Джексон бара топка под кој Божовиќ на време излегува и успева да пресаче, па сега Мијајловиќ. Има поени кои што го примаруваат гостинскиот тренер Лиор Лубин на тајмаут. 30:24 Кожув се враќа на 6 поени предност, кои што, ако не се лажам, се и највисоки во досегашниот дел од надпреварот. Не, водеше во една ситуација со 7 разлика. Кожув по натројка на Димитар Мираковски беше 20:13, сега 30:24 по поените на Слободан Божовиќ. Тајмаут велам за Лиор Лубин со совети за своите кошаркари во овие последни минута и 39 од првото полувреме. За Слободан Божовиќ 8 поен на надпреварот. Кожув се уште нема кошаркари со двоцифрен број на поени. Дешол Симсе тоа во составот на Галеус Дебоа, кој сега ги постигна 10, а Амит Симфон 8 коша со 2 асистенции и 4 скокови. Еден добар сестран учинок на капитенот на израелската екипа. Продолжува надпреварот 1:20 до крајот на првото полувреме. Обид од рекетот на Джексон и конечно поени за Галеу Гилбоа од рекетот. И покрај тоа што велам припатија поголем број на скокови, добар дел од нив офанзивни, сепак недостасуваше прецизноста на гостинските играчи од рекетот. Игор Мијајловиќ. Понов напад за Кожув, 30:26 и натаму Мијајловиќ. Овидна Гоцевски за 2 кратока вешите, тешка позиција. Недостасуваат поените на Игор Мијајловиќ, за сега само еден, недостасуваат и поените на најдобриот стрелец за Кожув. За сега тоа е Милан Петовиќ, кој што има 0. Тајмаут повторно во пресред на последните 37 секунди од првото полувреме. Генерално изедначен надпревар кој што Кожув генерално води, односно не генерално, тој Кожув постојано води во текот на ова прво полувреме, иако е тоа постојано ниско водство. Кошаркарите на Маријан Средуновски знаат да го одржуваат, а сега Слободан Божовиќ за момент забележувам го напушти теренот.
može provodi na prevorot, da sada znaju dve slobodne prvanje za Jackson. Predstavljeno je ovo svoje prv pobjed, Jackson je sa svojite 5 pojedni, momentalno tret najdobar strelec v timot na Galil po Sims i Simkon. Evo 6 poen. Сега може да се случи измената. Джексон е наближи играта, Пацалич на негово место во етното мислето од полувремето. Јајловиќ сега да го сочува тренерот Приор Лубик, својот најдобар играч за второто полувреме, да го сочува како непотребни грешки, лични грешки во завршницата. Јајловиќ, да го препозна влез во регатот, не успева да погоди, а не успева никој Штеријал да ја прифати оваа топка. 13-12 секунди до крајот на полувремето, има шанса Галил да изедначи ако погоди евентуално со тројка и да дојде до водство на полувремето, како да беа чекори од страна на Симсе, пак не успева да погоди Пасалич погодува со звукот на сирената и успева да го изедначи резултатот на крајот 30-30 во полувреме, од кое ниту едниот ниту другиот тренер немаат зашто да бидат задоволни сигурно. Се направат многу во текот на оваа пауза за полувремето да ја подобрат играта на своите кошаркари. Во секој случај, она што го очекувавме се случува, првото полувреме нема да ни даде одговор за победникот на овој надпревар. Правиме пауза од коментар во наредните 15 на минути, па се враќаме повторно назад по ставата 26 април.
Poštovani gledači, potvrno nazad Iso komentarova Sportskия центар 26. април во Гевгелија за почеток на второто полувреме од надпреварот помеѓу Кожук и Галево Гилбоа. Ништо не ги дели овие две екипи на полувремето. 30-30 резултатот по особено славата прва четвртина. Тука зборувам за двете екипи кои што заврши со резултат 11-7 и во која што имаше голем број на промашувања, голем број загубени топки на двете страни. Во втората четвртина поголем број на поени во кој што Галево беше тимот кој што успеа да ја надополни негативата од првиот дел од досегашниот тегот на преварот. 7 водеше најмногу составот на Кожук, во 2 наврати во втората четвртина, сепак на полувремето со серија од 6-0 тимот на Галево успеа да изедначи на 30 спрема 30, па со тој резултат го очекуваме и почетокот на второто полувреме. 26 коша со 8 скокови, 3 асистенции и 3 украдени топки постигна Ричард Джексон на преварот помеѓу Куманово и Галево, кој што се одигра пред 2 дена како најдобар кошаркар на Галево Гилбоа на таа средба. Денеска со 6 поени, 4 скокови, еден од повпечатливите подобрачите, веќе има рекорд 4 скокови заедно со една асистенција. На другата страна највпечатливи Слободан Божевич и Димитар Мираковски. Почна второто полувреме со бит за 3 поени на Дешон Симс. Тој од друга страна е за сега најпрецизниот кошаркар на теренот, единствено со двоцифрен број на поени, тоа се 10 коша со 2 скокови за Дешон Симс, меѓутоа и доста промашуваш, има 3 од 12 од поле. Симс најголемиот дел од промашените шутеви како за Галево така и за Кожук во на прва четвртина која што беше под просекот на двете екипи. Зборуваме за реализаторски тука. Ево позивен скок сега на Дуфон, меѓутоа промашува и по него на крајот успеа да прифати Арон Сидина Мами Симпон, а настапаш за Галево, тука има прекршок на Мијајлович. Добра промена на движењето. На Тишман, фаулираше Мијајлович. Симпан. Ево Тишман. Излегува надвор Слободан Божевич, успева да пресече Миладин Пекович, добар возбор на Пекович и покрет тоа што реков и порано ќе го спортуваат неговите поени од денешната средба и некој најдобар стрелец на тимот на Кожук во Балканската лига денеска со 0 кошеви, барем до овој момент. Ево Пекович. Уште имаше само еден шут до сега на разговорот. Тоа се важна работа во одбрана за Пекович. Доста дуели таму помеѓу Стюарт Даглас и Остин Дуфолт. Чврст дуел каде што на крајот искал Остин Дуфолт да излуди прекршок, преагресивен беше Даглас. Караджевски. Нова Караджевски. Браво тргна Дон Симс. Джексон, меѓутоа ја загуби таа топка на крајот, фаул да направен врз Дешон Симс. Тој што се обиде да него контранапад. Тој фаул за Остин Ли Дуфолт денеска на преварот. 3 фаули за Маур во составот на Галево до овој момент на средбата, 3 за Димитар Мираковски на спротивната страна, а сега поени за прво водство ова на средбата за тимот на Галево Гилбоа, 32-30, значи продолжува на серија која што почна пред крајот на првото полувреме. Сега веќе 8-0, така што се тие 6 коша во првото полувреме. Мијајлович го за 3, голема е таа далечина, меѓутоа не го пречи на Мијајлович, кога се добие простор да се намести, кога ќе го направи тоа. Општо не го пречи далечината од обратот. Знае да погоди во таа ситуација. Джексон се биде да врати. Добро преигрување од Тишман за Джексон. Чиста позиција за американецот за враќање во света на Галево. Караджевски, Пекович во вид за 3 поени. Еве ги првите на Миладин Пекович денеска. Пар напади со реализации по ред за составот на Кожук, нешто што не се случуваше да учествува во првото полувреме, а ќе биде многу важно да се случува во второто.
nekako da se probudi i publikata tuka во Ѓергелија која што се оставила 6 играч на теренот на тимот на Кожук. Стигнува оваа топка некако до Пековиќ, нема можност една за Кожук, меѓутоа има цел напад на Кожук, води. На Кожук се 36-34, ево Пековиќ. Караджовски, добро затворено Джексон, вади надвор до Пековиќ, доста простор за Милан Пековиќ, пеша во низа за Милан Пековиќ. Тиво по првото полувреме рекол, меѓутоа не верувале ниту кошаркарите на Галево, вове Джексон на Милан Пековиќ. Како и до крајот на средбата, сепак важи за еден од подобрите стрелци, не само тимот на Кожук, туку во Балканската лига. Ово додавање до Джексон по кош не стигнува, можел за контранапад, Караджовски. Паул во напад, имаше тука контакт со левата рака на Караджовски, малку отвор на од себе Стојар Даглас, меѓутоа имаше влечење од Даглас, на крајот видите процени, судиите посебали на прекршител. Направи Димитар Караджовски, станува 38-34, но напад за Галев. Джексон се видува, направи 4, да. Имаше тука еден помал 4 вишок. Но виде да се слободи да стинги Флойд. Во рекетот. Уште во стинги Флойд е добро, као што е доста понизок и по физички го рекол Стиканов Джексон. Добро да го покрие во одбрана, добро да застане пред високата на Рикавец и да попречи евентуална реализација. Се господа Джексон да му избега на Слободан Божовиќ на крајот на време на додавање од страна на Дишман за 38-36 до 43. На третата четвртина сега. Јавовиќ, Локај Божовиќ, легува Мијаловиќ, во рекетот вади до Пековиќ, но побед на Милан Пековиќ нема 8 поен поред. Сега нова можност за Галев, повторно доведе водство и фаул напад прави Стојар Даглас. Недозволено се послужи таму во видот да се направи простор пред дефолт. Решните позиции играчите на Кожук, да видиме. Илевин Пековиќ легува во рекетот, ниска беше оваа топка за Игор Мијајловиќ, сепак се крене на шут Мијајловиќ, на крајот превира Джексон. Отргнува Симхон во против напад. Добар во игра на Игор Мијајловиќ, но останува во напад на Галев. Измена излазот од екипи, Даглас Стојар излегува од игра во тимот на Галев. Вако Бочевски влегува, а излегува основно фол во тимот на Кожук. Ови беше ова непрецизен на Дишман за 2 поени. Караджовски. Сега за Гоцевски, 20 играчи сега погрежат во Гоцевски. Повторно во слична ситуација, неколку пати се случи на кошаркарите на Кожук ваква ситуација во текот на преврат, нешто порано и на Штериев, сега и на Гоцевски, не го забележуваат удвојувањето. На време ова ќе го забележат веќе доцна, за да избегнат губење на топката. Технична грешка во случајот грешка во Чекари. Добро се подмести таму во одбрана Амит Симхон, не успе да измени фаул во напад, меѓутоа измени Чекари од Димитар Караджовски.
Izvorica podgotovac na treta strani, u međuvremenu je realizacija dalečina na Sims, Dešon Sims, najprecizniji od igrač u prvo do polovremena, sada se prvi poje njegova treta četvrtina. 12 puta za nego za Izoga čuvanje na 38-38. Karađovski možda za 3, nema trojka, ostanovi na tomu kožu su ukupno 5 postignati trojki, 22 obidi do svega, od sad linija za 675. Obetnov na Sims za 2 pojenjeva, ipak je Slobodan Božović, za Božović već je 9 skok, ima 8 pojenja. Karađovski. Jajlović, Milivom Jajlović može što doći dobro, reći da zapadne i na kraju greši Tišmar Jelcem ova topka. Otvorno se dosta greški sigra. Sims. Ali Sims preko Zlatko Gocevski, Sims se krena na urač, Baraši faul, nije dobro. Čisto igra Gocevski do regata. Jajlović, evo Gocevski povode na trojka ovom prvo do polovremena, 7 reši da šutira. Karađovski, to Gocevski. Vladimir Gordopeković, odlično, Slobodan Božović i nagradeno Kokoš i kod dopravljitelna lična greška. Dobro dviženje na topkata, za moment izgledaše neka teško novijat, Slobodan igrač, teško novijat rešenje u košarkarite na kožu, međutim Peković su na vremeno dodavanje do momentu sami od Slobodan Božović ustoja Digločer najmnogu što može. Ovo je napad na njegova topka. Odaju se ovoj da pogode. Znači na kraju se pa samo 2 pojednja napadog za Kožuk se pak vodstvo od 40-38. 2.45 do kraja na treta da četvrtina, postorno brzo minu ovoj vtor deo četvrtiната. Dodavanje za Sims pod koš, precizan je Sims asistencijate na Tišman, to je najpešatljiviji od košarkar u ova vtoro poluvreme za timot na Galev. Kako u organizacijata, tako i u realizacijata. Jajlović za trojka, nema trojka, 23. šut Bešova. A faul ga napravio. Koji? Slobodan Božović. Odklada je za Galev. Sredina klupa Slobodan Božović. Nije zagrožen so brojna prekršici, ali samo prst za nego na denesko do predjena i za stoji do odmora. Aleksandar Šterio na njegova mesta dvoj igra. I Drago Pašalić na teren. Hrvatskijat internacionale porodovite na Galev. Nopović za Sims od ta već je njegova pozicija, no što je neuspešen. Njegova Tišman do Pašalić, uspešen Drago Pašalić. Ako ne se važemo ova, treba da se njegovi prvi pojeni, ne se kako je 4. pojen za Pašalić. Jedan od postojeća puzitana na prevara protiv Tumanova ovog tornika. Jajlović, Šteriok, osvoja povodi protiv Jackson. Odlično minula Tišman nas protivnjata strana, međutim ne uspio da je završi akcija da se pojemi. Ima možda za kontra, same Dimitar Mirakovski, ne se rešava da bije za 3. Evo napravi to, verojatno Peković. I se provodi Miladin Peković, koja trojka za nego na prevarat, iskupno 8. poen. Na jedan drug način, iako imaće 0 na polovremena, svega se ovije 8 poeni, je to najdobar strelo protivot na kožu, za Božović se vidimo da je zavodno, 10 poeni, 10 skokovi. Na drugata strana vraća Sims, 16 poeni za Dešon Sims, iako se dosta 2% realizacija od kola, 6 od 17 do ovog momenta. Posljednji 45 sekundi je trebala četvrtina. Mirakovski. Jajlović, dakle na Mirakovski, Pekovića sam, Peković i Šteranović za 3. Ima trojka Miladin Peković, treta trojka za Peković, jednoga četvrtina i treta uopšte za nego. Novo očko za kožu, 46-44, serija pojenje Peković. Od Petula zašto je najdobrije streljati na kožu.
бива сезонава. Тишман покрај Шериот, обид за 3 на Симс, не успела Пашалич прифаќа офанзивен скок и успела да погоди за 2, уште 3 секунди до крај на четвртината, да видиме дали има време. Изминува фаул Димитар Мираковски на секунда и 4 десетинки до крајот на периодот, уште толку останува да се шутне, одеше некој четврти фаул за Галио во првата четвртина, така што нема слободни за Мираковски, значи да треба веднаш по припаќање на топката да се упати удар. Малку време ова, се така и да видим. Пековиќ од свртување го прави тоа. Пековиќ за малку. 46-46, значи изедначени и во оваа трета четвртина двете екипи. По 16 поени постигна Кожув и Галио Гилбоа, беше 30-30 на полувремето. Четвртина која што ја бележа Милодин Пековиќ во составот на Кожув. Од 16 поени за Кожув, сам Пековиќ постигна 11 и двете асистенции останати кои што ги направи на овој надпревар, ги направи токму во оваа трета четвртина, така што од 16 поени 15 се на некој начин дел негово дело, дел помогнати од него. На другата страна неколку поени во низа за Симс и Совата и Джексон одигра добро во реката, значи дуото кое што беше најпечатливо и во првото полувреме, повторно што се однесува до реализацијата најпечатливо во составот на Галио Гилбоа. Многу подобри во скок играта кошаркарите на Галио до овој момент, 31 скок, 8 офанзивни наспроти 23 скокови за составот на Кожув, тука главната предност на израелскиот состав. Последни 10 минути на преварот кој ќе го реше победникот на овој надпревар за затворање на шестото коло од Игол Лигата дерби. Кожув против Галио Гилбоа, 46-46 по првите 30 минути на преварот, решавачките 10 веќе започнаат со напад за Кожув. Димитар Мираковски, Пековиќ, продолжува Пековиќ агресивно во напад, Пековиќ кошка фаул. Сега и нервоза во редовите на Галио. Тешко се чува Милодин Пековиќ оваква ситуација, долг брз чекор, долги раце, прекршокот иначе го направи Жоаким Шучман кој влезе на почетокот на оваа четврта четвртина, малку играше до сега Шучман. Само во втората четвртина, нов напад со 3 поени за Милодин Пековиќ, за негови 14 на надпреварот. Владимир Филиповиќ кој што така влезе во игра на почетокот на четвртината, играл со нога, затоа е овој прекин, ресетирано е времето за напад. Агресивно вршува Филиповиќ, Дујан Таглас. Пашалич. Во игра е Јангер, тоа е со топката. Овде за 3 поени. Неуспешен на Пашалич, меѓутоа напад ќе остане Галио. Остане Галио во напад, Остин Дюфој играше последен со оваа топка која што тапнала во аут пред да ја врати назад во поле Дюфој. 39-46. Пашалич, Гоцев, сигурам шторијата покрај него. Ево Пашалич во Роковиќ за 3. Доснеше Остин Дюфој да затвори, Пашалич враќа се тројка на трите поени на Пековиќ на другата страна, 49-49. Не знам дали стигнува до вас и поддршката од трибините во овие моменти за тимот на Кожув. Знае публиката овде велија кога најмногу му треба на тимот.
Peković. Peković mu pobegna topkата i snova doprave Drago Pašalić. Mora da se namali brojot na greški na pokrenuti topki na protivnikot. Zato što Gale ovo je sastavljeno od iskusnih košarkari koji što zna da kazna poslije taj moment. Ovo je vtora trojka pored na Drago Pašalić. Novo promašuvanje na igračite na kožu za Pašalić. Neke 12 poeni. Na brzine je su ovije realizacije u posljednjeg period. I se vratilo i da Slobodan Božović. Aleksandar Šterio izgleduo. Kratko samo pobjeda na terenom. Šterio. Tišman, rizično davanje, međutim i uspešno za Jackson, koji što još jednaš pogodio ovaj koji što je produžila serijata, koja što neki je 8-0 za timot na Galeo Gilboa, peličina za Marijan Srbinovski da povara tajma od 2 trojki na Drago Pašalić i ove pojeni na Richard Jackson za najvisoka prednost na Galeo. Do sada Renderu vodešto su 2 razlika su stavot na Galeo, сега je 54-49, mnogo malko pominala ova posledna četvrta četvrtina, samo nešto pomalko od 2 minuti. Vike trojica košarkari, sezonom 20 košarkari na koji že se dvoce prezbira pojednik, Peković i Božović, 14 odnosno 10 koša, trojica košarkari kaj Galeu, se dvoce prezbiraju na pojedni, 16 ima Deshaun Sims, po 12 za Richard Jackson i za Drago Pašalić. Nakon da napomenemo дека за Галеу ова е второ гостување поред од како нели гостуваше во Куманово пред Вадена, а ќе следуваат и уште 2 надпревари на гостински терен за тимот на Галеу Гилбоа, најпрво против Пеки на 18 декември, а потоа и на 8 јануари во Романија против Крајова. Составот на Кожув, наредното коло игра на 10 декември, кога во оваа сала ја пречекува Сигал Приштина. Да имаше еден надпревар во Куманово против Куманово дерби до крајот на оваа календарска година. Поракаме на теренот Димитар Мираковски за тројка. Му требаше ваква реализација на Кожув, а одговорната е пред една еден од најискусните, кошаркар кој се во многу такви ситуации се нашол и знаел како да го повлече својот тим во победнички ритам. 52-54. За момент само стоја да пресечат играчите на Кожув, останува Галеу во напад со 16 секунди. Господина Крупа, Жоакин Шучман, слабо приметник, меѓутоа главно со дефанзивни задачи. Победна Джексон за 2, со малку повеќе среќа, прецизен Джексон, за него 14 секунди. Мираковски. Мираковски има блок од Божевич, ево Мираковски дофови од истата позиција за 3, нема неуспева ниту Остин Дуфолт да ја припади топката. Пашалич промашува се еден Драго Пашалич за 2, меѓутоа повторно стигнува топката до гостинските играчи, најточно кај Стојан Даглас. Но повеќе далечи на овој пат на Симс, не представ. А фаулот го прави Ричард Джексон. И што еднаш Джексон реагира на судинска одлука. Го направи тоа пар пати во првото полувреме. Сега повторно незадоволен со реакции и забелешки до судиите. 52-56. Дали проблеми за Мираковски, се пак ја пронаоѓа дефолт. Пековиќ. Оди Пековиќ. Слободан Божовиќ. Оди за 3 поени на дефолт. Нема тројка. На
Много са големи вероятно машини шутови од далечина кошаркарите на кој 8 од 30. Така вели статистиката. 4 од 14 има Галев. Тоа е прилично болно. Изгледа лицето на Владимир Филипович, кој стана да лежи на паргавот. Ovo napadi na kolektiva na Drago Pašalić. Iskreno не ушла точно за бележен, што се случуваше под кошем во секој случај. Филипович е добро игра во одбрана, успева да му донесе посеб на својот тим. Раковски, ризично давање до Пекович во вид за 3 милијади Пекович. Нема тројка. Готовските играчи. Нов напад за Галев. Тишман. Најпрво блок на Пашалич, пота и на Джексон, а сега лошо давање на Јангер. До Джексон. Иако се направи доста простор во регето од Риджер Джексон. Грешка на Галев. Видиме дали Кожевте знае да го искористи. Тоа Мијајловиќ се подготвува да влезе во игра. Филиповиќ за 3. И тој промашува, припаѓа Слободан Божовиќ и успева да се снајде Слободан Божовиќ од ножете на Джексон. Тука беше и Јангер, од кого беше удвоен од ножете на Джексон во аут за својата екипа. Излегува Филиповиќ од игра, на негово место Игор Мијајловиќ, веројатно дел од причините за ова измена на Срдиновски и повредата на која се почели од треналки Филиповиќ. Во овие моменти му се катила помош таму за клупата на Кожук. Пековиќ. До Мијајловиќ. На Мираковски. Мираковски од голема далечина. Тројка Димитар Мираковски. Тора залега во четвртината. 55-56, само една разлика сега за Галев. Точно половина од четвртата четвртина изгледа. 6 минути до крај. Во нападе Галев, Тишман со топката, се подготвува Сим да влезе во игра, најдобриот реализатор. Во тимот на Галев, реагираме Джексон, понова асистенција на Тишман во рекетот. Мијајловиќ. Пековиќ. За Мираковски. Мираковски игра за Слободан Божовиќ. Не успеа најдобро да прифати топката, но успеа да ја задржи. Пековиќ до крај. Изблокиран Миладин Пековиќ без фаул. Така да се види сега Тишман. Убаво преигрување на Тишман. До Стојар Даглас. Нов тајм-аут го бара Марија Срдиновски по оваа серија поени нова на кошаркарите на Галев од 4 гола. Само што се вратија домашните играчи на игра, негатива сега повторно разликата е 5-4-18 до крајот на средбата, 60-55. Прекршици се игра генерално на надпреварот, нито едните нито другите загрозени во овој момент. Барем зборам за поединците. Димитар Мираковски има 3 фаули кај Кожук и тоа едните се 3 прекршици. Само што тројци играчи со по 2 фаули до овој момент. На надпреварот на другата страна двајца кошаркари се 3 фаули, тоа се Шишман и Маур, Пашалич, Даглас и Јангер имаат по 2, значи нито едните, нито другите немаат проблеми во овој дел, особено ситуација има само 4 минути до крајот. Зашто на располагање ги се ги имаат најдобрите кошаркари, двајца да тренерот со завршните минути. Духов, Божовиќ игра со Джексон. Божовиќ од полупорок, поточно, успеа да припаде во зиден скок, откако промали
Mašu, a Igor Mijalović od napad. 3:50 do kraja. Jasno je дека има малку поени, 55-60. Но сега дека нито на едните, нито на другите не им е важно тоа, важно е победа во оваа средба. Футбол ги блокира на Джексон, таму беше да помогне и Симс, кој се зовам Јанген. Фишман. На тому Фишман, во прошот време кога се играше, додавање за Машалич под кој се страна на Джексон, остана Димитар Мираковски со хрватскиот центар. Мораше да прави фаул, само твор фаул за Козу во четвртината. Се помалку време за играниците на Маријан Срединовски. Пенов ќе се врати во игра, го стартуваше овој надпревар, меѓутоа одиграа вкупно 5 минути до сега. Сега се враќа во игра на местото на Остин Дупол. Јанген. Тишман игра со Мираковски, одлично давање на Тишман до Джексон. За Тишман 7 асистенција, ако не се лажам, сите 7 се до Джексон во реката. Mijalović враќа на средината страна со фаул точка. Важен момент ова за Кожев. При периодот 6:0 на вестинскиот состав. Ово е сега. Mijalović ја прекинува со 2 поени и дополнително слободно правање 57-62. Ова беше фаул инаку на Джексон, само втор. Погодува Mijalović како дополнително, тоа е 4 разлика. Помалку 3 минути до крај. Важен е секој напад до крајот, важна е секој одбрана, секој скок. Да напоменам делот со скоповите, затоа што неретко се случуваше денеска да стигне до офанзивен скок. Составот на Гале 9 офанзивни скокови денеска на средбата. Повеќето од нив во првата четвртина. Јанген, сега Тишман, блок од Джексон. Има станува Джексон со Пековиќ под кош, минува Тишман, кој до крај Тишман промашува, прифаќа Игор Mijalović, може за контранапад. Пековиќ брзо се враќаат вестинските играчи, ќе организира цел напад. Кожев, еве подршка од трибините да видиме. Mijalović, игрува до Пековиќ. Пековиќ, оста простор за Пековиќ, блокира. Джексон, добар блок направи. Слободан Божевиќ врз Джексон. Да не му дозволи да излезе пред Слободан Миловин Пековиќ се извинува. Да се пак успеа некако да стигне да закачува топката и во аут. Ричард Джексон, Мираковски за Божевиќ, Божевиќ за 2. Од левова позиција непрецизен Италија Пашалиć. Последни 2 минути сега. 62-58 води Гале. Тишман. Натаму Тишман. Топка надвор за Пашалиć, чиста позиција за 3 е ова. Чиста позиција за 3. Тоа што ја реализира Стујар Даглас. Многу важен момент за Гале. Многу малку време останува за Кожев. Ако сака пресворт му треба реализацијата, му треба веднаш. Пенов се тројка во вистински момент. Враќа. Минута и 35 до крајот. И натаму Кожев е со негатива. Некој нареден дозволен поен на Гале бидео далече од сериозно бидео далече од победата. Тишман. До Джексон. Враќа до Тишман. Одлично комбинираат овие двајца кошаркари денеска. Ја врати услугата Джексон за повеќе асистенција, Тишман за него. Мираковски, вовик за 3, Димитар Мираковски, нема тројка, минута и 5 до крај, 6 разлика. Не дека нема време, сега за сега Кожев не се одлучува на фаул, сега фаул во напад е ова.
Павло напад на Имрет Тишман се послужи со раката, отпрнувајќи го Игор Мејаловиќ од себе. Разликата е 6. Мало меѓутоа има време. Да, точно дека на преворот генерално се постигнува мал број на поени, по овие 6 не изгледа така многу, меѓутоа 97 секунди се доволно време за да се достигне оваа негатива. Ајде да видиме. Мејаловиќ. Од Игор Мејаловиќ му треба реализација на Кожев, не важно дали е за 3 поени, не мора да инсистираат за тројка. Сега кога добија ситуацијата, може. Ево Божовиќ. Има доста време. Слободан Божовиќ. Тројка Божовиќ. Разликата е 3. Сега е тоа еден напад. 40 секунди до крај. Ке се брани Кожев. Енов останува на Тишман. Имаат 3 фаули кошаркарите на Кожев во четвртината, значи имаат уште еден додека да ги однесат гостите на линијата за Слободник. Блокада на Божовиќ. Прифаќа таму Пашалич, грешка, ресетирано беше времето за напад при блокадата на Божовиќ. Сега да видиме која ќе биде одлуката на судиите. Значи ресетирани беа оние 24 секунди во моментот кога ја изфрли топката Пашалич, иако таа не удри во врачот, како беше изблокирана од Слободан Божовиќ. Да видиме кој ќе биде решението на судиите. Инаку до крајот на преварот има уште 24 секунди. Само да видим се колку има за нападот на Галю. 6, така стои во овие моменти на семафорот. Ако има тайм-аут, и тоа го бара гостинскиот тренер, му се поводи овој прекин. Реализација тука на Галев во голема мера би значила победа за израелскиот тим. 24 за преку 8 секунди до крај. 67-64. Слободан Божовиќ со тројка во последниот напад на Кожев, а потоа блокада во последниот напад на Галев. Најзабележителен во домашниот тим. Но да видиме, ќе треба добро одбрана сега, а потоа и тројка во следниот напад. Теоретски така некако би изгледало. Сме го гледале составот на Кожев во ова и во претходната сезона, како на меѓународната, така и на домашната цена да стигнува до трилер победи во завршни минути пред цена на преварите во лигата. Повеќето од нив беа со башта известни завршница, составен од кошаркари со прилично богато меѓународно искуство. На последни 24 за преку 8 секунди на преварот. 6 точно до крајот на нападот на Галев. Ќе ја преземе одговорноста таму. Фаул. Повторно не е пуштено времето на семафорот. За тоа реагира Маријан Срединовски. Повторно стојат оние 6 секунди. Малкото беше преке, значи 6 секунди. 23-97 до крај. Сега судите имаат проблем да ги свират двајцата тренери, да видиме што се случува. Значи, а така сега се ресетирани на 14 секунди за напад. Значи, измина нешто повеќе од една секунда на збирното време за натренер, меѓутоа не беше ресетирано на 24 секунди. Ајде, сега може да продолжи. 14 секунди за Галев. Таглас. Тоа има одговорност да го организира во последен напад Димитар Караджовски. Прави фаул во Таглас
на 19 секунди до крај и Даглас оди на линијата за слободни фрлања. Сакаат сами да се решаваат судбината кошаркарите на Кожук, секако дојде до таква ситуација, ќе се обидат да дојдат падувајќи се дека гостите ќе промашат некој од слободните кои ги добиваат во наредните минути. Значи, мислели 20 секунди до крај, разликата е 3. Има време, меѓутоа треба на Кожук да погодува, а Галус да промашува. Даглас прецизен во првиот обид, ова се веќе 4 поени, што значи дека се тоа 2 напади. И втората прецизен. Тайм-аут. Маријан Срвиновски ја бара брза тројка од своите кошаркари, веднаш потоа и нов фаул. Девет слободни фрлања во текот на целиот надпревар изведува гостинските кошаркари, од кои што 8 ги погодија, 11 слободни за составот на Кожук, реализирани 11 погодени од 14 обеди за домашниот тим. Да видиме, важен е сега шутот за 3. Токата добива Божовиќ, рака до Мјајловиќ за тројка, нема тројка, Мјајловиќ припаѓа сега Симс и тука некаде можем да види крајот на овој надпревар. Разликата е 5, има уште 13 секунди и 2 слободни фрлања за Дешон Симс. Ако е ова пораз за Кожук, тоа бил втор во сезонот и втор на овој паркет, откако претходно загубија составот на Балкан. Значи дека со 4 победи и 2 порази ќе се задржат околу врвот на табелата, меѓутоа не и на самиот врв. Со 4 победи и 1 пораз се за сега стигаат Приштина и Куманово. 3-2 има составот на Левски, а 3-2 ако победи тука ќе има и Гале. 6 е разликата. Фаул има за Пенов. Сега шутира слободно. Така полека и почнува да се празни на 26 април салата во Георгиевле. Но пак делот најверните навијачи ќе остана до крај сега да го проследат својот Кожук и до последната секунда. Пенов. За негов 4ти поен денеска. И останува на толку, ова беше од повеќе намерно промашување за да се обиде Кожук да стигне до офанзивен скок. Брз фаул на 5 разлика на 11 секунди до крај, мислам дека е веќе јасно, тоа се веќе 2 напади со евентуална реализација на двете слободни фрлања би дошло 3 напади, што веќе практично и теоретски невозможно за овие 11 секунди. Добре, останува практично само да почекаме и конечниот резултат од средбата.
Разликата е 7, 72-65 минуваат и последните 10 секунди. Игор Мјајловиќ од топката, веројатно ќе се обиде на кош. Не, вали надвор до пенот, тој го прави тоа. Промашува за тројка, во контекст како тој водеше да не се надпревар. Многу слаб шут, многу слаба реализација, нешто што не беше случај за кошаркарите на Козово на превара против Работнички. Меѓутоа што е тука ќе имаат време да надополнат за овој пораз. Сезоната е секако долга и ќе има време да се надополни за овој пораз. 38 шута за тројка имаат денеска кошаркарите на Козово. Не, со се овој на пенот 39, од скупно 66 шутови Грегоров во